Наред е меѓународна сцена. Со мене во студиото е колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, стандардно тука да коментираме нешто подоцна, ќе се преселиме и во Косово кај нашиот колега Ајдини, но пред тоа да видиме каква е состојбата со остатокот од регионот и светот. Да почнеме пред се со ковид темите, она што во последниве месеци од март навака ги преокупира и европските држави. Целиот свет е во фокусот, нели, или под притисокот на ковид вирусот, тој, нели, од како се појави во март годинава, низ целиот свет доминира на сите светски теми, во сите земји во светот и најголемите се соочуваат со ковид. Се разбира одат и оние други, би рекол, политички процеси и војни, за жал, кои се случуваат, како и дипломатски недоразбирања на големите држави. Значи, да почнеме со ковидот на твоето прашање. Ковидот, според Светската здравствена организација, веќе трет ден бележи рекорден број на заразени починати лица низ целиот свет. Се предупредува дека ова е втор баран или трет пик или како веќе го велат, но во секој случај има рекорден број на заразени, рекорден број на починати лица низ целиот свет. Не сме исклучок ни ние тука. Имавме вчера рекорден број на починати во еден ден од почетокот на пандемијата или епидемијата, како и ќе ја наречеме. Во секој случај светот полека почнува да се регрупира, преструктуира оној начин на живот кој беше пред ковидот, би рекол, човештвото денеска се дели на животот на планетата пред ковидот и по ковидот. Слободно ќе кажам така, бидејќи целиот свет полека се прегрупира, еве сведоци сме дека голем број на политички, на социјални, на економски и на културно-забавни процеси во светот полека исчезнуваат или ги нема веќе онакви какви што ги гледавме. Можам да кажам дека се гледа брзата прилагодливост во речиси сите сфери откако е почната оваа пандемија, преку економија, образование, здравство, се претрпе итни измени. Јас ќе бидам слободен, малку ќе кажам обид да се прилагоди човештвото, бидејќи гледаме огромни проблеми. Ќе кажам, добро е што се појави интернетот, бидејќи ако се случеше ваква пандемија, немаше интернет, многу работи немаше може да се одвиваат. Сега луѓето работат од дома, дури најголемите светски компании, еве имаше податок дека Microsoft, вработените на Microsoft од дома ќе работат преку интернет до 2022 година, што само укажува дека големите компании полесно и големите институции во светот полесно се прилагодуваат. Во секој случај повторно ќе кажам, човештвото некако слободно ќе кажам, можеме да го поделиме на живот пред ковид и по ковид. Ковидот е пандемија, сведоци сме на нови работи, прв пат ни се случува на сите како генерација и како генерации и се надеваме дека многу брзо, барем така сметаат експертите, дека со појавата на вакцината пандемијата ќе биде сузбиена, но и онаа друга прогноза на светските здравствени власти дека доколку 50 на 60% од населението се зарази, ќе стекне одреден имунитет, па плюс со таа вакцина веројатно ќе се сузбие. Оно што ги секира здравствените власти, ќе повторам, е дека вториот бран на коронавирусот е малце посилен од првиот, бидејќи многу од младите и силни луѓе во светот беа заразени, па тие не легнаа, туку само беа носители, но вирусот така стекна поголема отпорност, па сега во вториот бран некако изгледа многу поопасен за човештвото. Ќе видиме што ќе се случи. Неколку држави повторно враќаат полициски час, вонредна состојба. Во тој контекст постојано се менуваат работите барем на Европа. Па слободно да искоментираме, ако регионално гледано Словенија и Хрватска, барем мене лично ми беа синоним како во март и април па и мај се справија со ковидот, нема карантини, нема воредни мерки толку колку што ние овој останатиот дел на Балканот го имавме ние србите, црногорците и босанците. Сега сме сведоци изминативе 3 дена на вести и информации дека Хрватска и Словенија се соочуваат со рекорден број на заболени. Хрватска од 4,5 милиони жители, 2100 заразени. Завчера имаше што укажува дека е страшно, па дури одредени региони се под карантин. Последната информација вели дека неколку држави од Европа, меѓу кои тука и Словенија, воведоа забрана за патување од град во град, од регион во регион, што само укажува дека
состојбата алармантна, но мене ми укажува и дека и ние наскоро можеби ќе мораме да се соочиме со некои такви мерки, бидејќи очигледно недисциплината на луѓето во целиот свет, не е тоа само кај нас, е да се спроведуваат мерките, сведоци сме и во светот, еве јас зборувам за меѓународна политика, дека и во светот има одредени неодговорни луѓе кои прават или партиски митинзи, или прослави, или погреби за жал, што све укажува дека луѓето и онака со проблемите и со ширењето на коронавирусот и ова малку што може да го направат, а тоа е дистанца и држење на носење на заштитни маски, не го спроведуваат, што дополнително ќе доведе до ширење на заразата. Ќе видиме повторно, ќе кажам, се очекува вакцинацијата, односно вакцината која ќе ја откријат и стекнување на барем 50% од имунитет на вкупното население да помогне во сузбивање на вирусот, доколку тој се разбира не мутира. Дејан, надвор од корона вестите, што друго го преокупира светот, поточно глобалните медиуми? Надвор од корона вестите се случуваат многу работи во светот. Короната многу влијае, повторно ќе кажам, и врз светските настани, но она што се случува според мене е освен најавата, нели, во очекување светот на претседателските избори во САД на 3 ноември, каде што многумина очекуваат да се биде или не, во зависност од кој од нивните фаворити ќе победи, дали Бајден или актуелниот претседател Трамп. Тие се подготвуваат за веќе почна гласањето преку одредени, нели, методи на гласање во Соединетите Американски држави. Она што доминира во светот секако според мене е дипломатскиот судир помеѓу Анкара и Франција, особено ескалацијата на нивниот судир откако Париз вчера го повлече својот амбасадор од Анкара. Од друга страна, причина за тоа се навредливите зборови на претседателот Реджеп Тајип Ердоган, кој обраќајќи му се преку еден говор, јавен говор на францускиот претседател Макрон, рече дека тој има проблем со своето ментално здравје, дека тој треба на некој начин, ајде просто ќе речеме, да се лекува, бидејќи дава изјави кои го навредуваат според Ердоган исламот. Имено Макрон подолго време го оправдува оној инцидент, ќе ги потсетам гледачите и слушателите дека пред околу месец дена професор по историја во едно средно училиште, покажувајќи предавајќи на час за слобода на говорот, оној, нели, демократски слободен говор, ги покажа оние карикатури на Мухамед објавени од Шарло Ебдо, велејќи дека слободата на говорот треба да биде слобода до крај и дека нема и дека треба да, нели, луѓето да бираат што ќе гледаат, што не, поради што бе радикален муслиман му го одзеде животот, па оттаму Макрон почна да критикува, тоа се случи во Франција инаку, и Макрон почна да критикува дека исламот станува радикален и дека треба да се работи тој да, нели, го намали својата радикалност, што муслиманите го прифатија преку Ердоган, го разбраа тоа како дека Европа го обвинува исламот дека е тероризам и поради тоа и дојде до овој судир. Инаку судирот помеѓу Анкара и Париз, ова е само една од причините, но главната причина е секако нивните геостратешки интереси, каде што во сите можни најнови конфликти изминатиот период Анкара и Париз се на спротивставени страни. Ќе почнам од актуелниот конфликт меѓу Ерменија и Азербејџан во Нагорно Карабах, каде што има директен судир од ерменска страна се французите, од азербејџанска се турците, од друга страна и во Либија и во Сирија. Примирие, практично хуманитарно примирие, но ќе видиме колку тоа ќе трае. Па тоа примирие беше изминатиот период, таму има нерасчистени работи, таму има борба за територија, таму има судири помеѓу, за жал, христијанството и исламот. Големите сили се ги гледат стратешките интереси и даваат поддршка. Повторно ќе кажам, конфронтирани се Париз и Анкара на неколку точки во светот, Нагорно Карабах, малку Сирија, но многу Либија, каде што сите можни интереси се да се биде или не, па оттаму Франција и Турција се во моментов сериозно закарани, особено што ќе потсетам, Турција многу години чека да влезе во Европска унија, но не успева, а една од причините зашто не влегува во Европска унија, Анкара ја посочува во противењето на Париз. Како ќе влијае ова
во иднина на дипломатските односи, зборувам во цела Европа. Па, Може мисля, ли че- Ердоган да изврши такво влијание и па еве ќе кажам? Еве, тој се обидува. Јас ќе потсетам дека Ердоган со своето цело 20 и кусур годишно нели владење со Турција се обиде од проевропска Турција да ја врати Турција во оние стари корени, би рекол да се врти на кај Азија. Тој отиде дотаму што апелираше до сите арапски и муслимански држави на Блискиот исток да ги бойкотираат француските производи, што е своевиден обид да се спречи Франција. Ќе потсетам, Франција е велесила и Франција има многу голем број на колонии во Азија, каде што поредот на нештата тие држави земаат француски производи, дури францускиот јазик има втор јазик за зборување. Зошто го велам тоа? Може да се обиде, но ќе видиме, Франција е сепак суперсила и не верувам дека Ердоган ќе може толку многу да влија. Да, но ова е практично повик за удар врз економијата. Па удар за економијата, но според последните информации Европската унија и европските држави се од страната на Франција, Турција, колку и да е моќна, таа нема да може да се спротистави. Верувам дека ќе мора да има некое дипломатско решение. Но овој радикална реторика на еден претседател како што е Ердоган, но и Макрон до некаде околу исламот не укажува дека може наскоро да се смират страстите.